Искрено не планирав да дебатирам по однос на оваа точка. Сега само чувствувам потреба дека треба да ја запознаеме јавноста со неколку факти што се однесува на овој правилник. Прво, донесен е во 2009. Од тогаш интервенција во 2019 и тоа на одредени членови минимално направено. Имаме општини кои што функционира по вака уредени правилници многу поодамна од нас. Ние како голема и сметам дека сме поприлично организирана општина, навистина заслужуваме да имаме еден ваков правилник. Точно е, еве, проценката ваша, можеби да објективна е закаснето, но она како аргументи што го дадовте, мислам дека не е во ред, затоа што од испитувања и од невладините организации, издружени и фондации и од спортските клубови, традиција, односно пракса е првите средства да бидат исплатени пред крајот на првото полугодие на буџетската година. Што значи, ако има добра динамика, се надевам дека вие како членови, посебно на Комисијата за финансирање буџет, ќе воспоставите една таква добра динамика да го испорачаме периодот да биде и првата исплата онака како што традиционално е и очекува. Кажавте и самите дека се повеќе од 200 апликанти, може би пообемна работа за вас како комисија, но спремни сме сите, верувам, како советници да закажеме ако треба и посебна седница за да се донеси одлука по однос на тој записник како што е утврдено сега со овој нов правилник, кој што се надевам дека сите едногласно ќе го донесеме и дека нема да биде закаснето онака како што викате и бесцелно исплаќањето на средствата. Средствата си се такви какви што се предвидени во буџетот и ќе завршат до крајниот корисник. Сега пролонгирањето на рокот заради носењето на нов еден ваков акт кој што првпат во ваква форма се носи од Совет на општина Прилеп. Добро е, треба да биде критикувано она што е за критикување, меѓутоа треба да ги потенцираме и добрите работи кои што се вклопени во овој правилник, колку што видов и од вашата дискусија и на комисијата и од сега дека немате забелешки по однос на она што е содржина и тоа е за поздравување. Искрено се правеше сондажа после исплатата минатата година и се собираја мислења од сите оние партиципиенти кои што беа во најавниот повик и се собрани нивни мислења и се интегрирани во овој правилник. Значи, можеби и тоа е дел од причините зашто овој правилник сега дојде во март, ама и таков ни беше и распоредот на седниците, што значи еве, ова година не верувам дека, како што велите, ќе биде промаршена, туку навистина, еве, ќе почнеме да се однесуваме, онака како што заложба на сите, верувам, да се однесуваме согласно позитивните законски прописи, да направиме правилници, за да го симниме и она што го кажа колешката Стариовска, да симниме тоа што значеше субјективно одлучување на членовите на Комисијата за финансирање и буџет и конечно и советниците директно, тоа беше и забелешка минатата година од вас, а и вие, пошто сте подолгогодишен член на Комисијата за финансирање и буџет и председател, дека постоеше сомнение во јавноста дека некако по различност, односно по некое лично убедување се делат тие средства. Са гледаме и тој дел да биде тргнат од дневен ред за да ги ослободиме советниците, односно да има поголема слобода во одлучувањето, слобода во смисла да се однесува согласно правилникот и согласно критериумите кои што се даени во тој правилник и сето тоа да се заокружи во една рамка што е даена со ваков акт за да бидете во смисла оправдани зашто тие средства се доделени на одредени фондации, издруженија и спортски клуби и оправданоста по истите. Се воведува првпат основен критериум да биде годишниот извештај. Ние и во претходен состав, пошто имам некој искуство, прашувавме сериозни средства, милионски суми кои се одвојуваа за одредени и спортски клуби и здружени и фондации, немавме никогаш не добивме конкретен извештај пред советот, затоа што на крајот на денот па и буџетот и распределбата на средствата оди на товар на советниците, на цел советнички состав. И мислам дека сега и со тоа како советници, како советнички состав, не зборувам за политичката проминенција на секој од нас, туку навистина како совет, како орган највисок во општина Прилеп, дека ќе бидеме оправдани во смисла имаме правилник, еве го правилникот изгласан, јавно обзнанет, повикот ќе се објави најбрзо. Ќе ви предложам сега да влези во сила и во рок, односно сега, од денеска, да стапи на важност за да ги скратиме овие рокови и еве уште еден јавен апел до сите вас, посебно до членовите на Комисијата за финансирање и буџет, кој ќе заврши повикот да ги разгледате во најкусможен рок, да ги споредите согласно критериумите даени во овој правилник и да се направи таа листа на спортски клубови, издруженија и фондации кои што ќе